Активностите и реализацијата на проектите на Скопскиот плански регион се зголемуваат и динамизираат. Петата редовна седница на Советот со 10 точки, а акцент се стави на една многу суштинска работа која е од големо значење за градот Скопје и тоа токму во време кога инвестициониот циклус ја зафати земјава. Според планот и програмата, Скопскиот плански регион потпиша меморандум за разбирање и соработка со Македонско-бугарската стопанска комора. Пречинот на потпишувањето се разви конструктивна дискусија на која зборуваа претседателот на Советот на Скопскиот плански регион, градоначалникот Сокол Митровски, кој потенцираше дека ваквата плодна соработка меѓу македонските и бугарските компании може да прогресира и да даде уште поголем импут во добрососедските односи и меѓусебното разбирање. Митровски истакна дека компаниите од Бугарија се поприсутни на наша територија, особено во Скопје. Тие чекори кои ги правиме во минатото, секако со оваков документ ќе имаме една поголема гаранција за поинтензивна, побрза и поголема комуникација со што навистина стопанските субјекти ќе имат отворени врати и да понатаму инвестираат нашите во Република Бугарија, бугарските стопанственици во Република Македонија. Се отвораат вратите за меѓусебната соработка на бизнисот и локалната самоуправа, која пак е репрезент и носител на сите случувања. Одлична можност за заживување на бизнис климата во Македонија, вклучувајќи го и Скопскиот плански регион, каде денес се потврдува заложбата и волјата за соработка на компаниите од земјава и Бугарија, изјави Зоре Темелковски, претседател на Македонско-бугарската стопанска комора. Локалната самоуправа е носител на сите збиднувања на граѓаните, а тоа е се во правец да они можат преку бизнисот и обезбедување на нови инвестиции да го подигнат стандардот на своите жители и да обезбедат подобра иднина за генерациите, а бизнисмените да можат да бидат партнери во создавањето на профитот преку користење на тие европски пари кои доаѓаат од европските фондови, заеднички да ги најдат интересите и општите добра на граѓаните. Тоа е само иднината за Македонија. Денешново потпишување на меморандумот за соработка на Скопскиот плански регион со Македонско-бугарската комора е одличен чекор напред и за срстување на бизнис соработката меѓу двете страни. Тоа ќе придонесе за размена на стоки и на уште подобра бизнис клима, вели амбасадорот на Република Бугарија во Македонија Иван Петков. Многу сум среќен и задоволен дека се движиме по вистинскиот европски колосек, а се прават напори да се направи и одлична железничка конекција меѓу Скопје и Софија. Ова е одлична можност за уште подобра и поплодна соработка меѓу Скопскиот и Софискиот регион, а развојот на Европа се базира на регионалниот развој, потенцираше градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, кој беше дел од овој голем и значаен момент за градот Скопје. Сакал да потенцирам дека развојот на Европа се базира на регионалниот развој. Регионите имаат многу важна улога во развојот на Европа. Република Македонија ги прави своите почетни чекори, би рекол, во тој смисол, и затоа локалните власти, кои ќе зборам регионални, мислам на локалните власти, земаат се поголема улога во развојот на економијата на Република Македонија, и ние како локална самоуправа правиме се што е во нашите можности да привлечеме што повеќе инвеститори да инвестираат во нашите општини, во нашиот град, во нашите региони. Нормално дека тоа го правиме заедно со владата на Република Македонија и сметам дека со заеднички сили можеме да направиме многу за да можат бизнисмените од едната и од другата држава да се чувствуваат сигурни, независно дали се во својата или во другата држава кога инвестираат, заради тоа што гледајќи на нас заедно, сите оние кои што сме локални власти, па и државните власти, сметам дека ќе бидат посигурни во капиталот кој што го инвестираат во другата држава. Како клучна и многу важна точка на денешната седница беше изборот на претседател на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Скопскиот плански регион. Довербата му беше дадена на градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Ваквите заложби согласно законската регулатива, согласно европските интеграции ги правиме на ниво на Македонија и во други региони, во други останатите 7 региони од кои што скоро секаде е создадена ваков систем, вакво тело, да кажеме, кој што ќе управува со отпадот. На тој начин ќе се формира еден велам нов систем кој што на многу поефикасен начин ќе го
средува, ќе го сузбива отпадот со управување, односно донесување на регионални планови, со донесување на проектна документација и пристапување кон изградба и кон инфраструктурни проекти. Владата на Република Македонија, Министерството за животна средина, како и локалната самоуправа, се фокусира кон создавање на еден реформиран систем за управување со отпадот. Седницата финишираше по исцрпувањето на дневниот ред.